Ajde mala strana vređana, ona lega, ajde lega, lega vređana, 3 godine, ajde 3 godine, 3 meseca. Ajde niko iz strana vređana ne verува, ajde ko je verува vređana ne je tuva, ajde mi otišo nadaleko. Ова беше навистина прекрасно и верувам дека нема некој овде што е во студиото, а да не посака да заигра со овие прекрасни момци и девојки. Тоа беше сценска адаптација без стилизација во изведба на студентите од Факултетот за музичка уметност при Факултетот Гоце Делчев од Штип и Средното музичко училиште од Скопје. А јас ќе му посакам добре дојде на Владимир Јаневски, доцент на Факултетот за музичка уметност и продекан за настава. Ова што го изведоа игрорците од ансамблот Македонија беа песни и игри од Скопска Црна Гора. Да, тоа е всушност беа песни и ора од Скопска Блатија. Вашата тематска емисија денеска ви е Скопска Црна Гора. Навистина на падините на Скопска Црна Гора се поставени 3 села кои припаѓаат кон Скопската Блатија. Тоа не се црногорски села, него се тоа села кои припаѓаат на Скопската Блатија. Инаку во Скопската Кослина постојат 3 етнички предела, тоа е Скопски Дервен, Скопска Црна Гора и Скопска Блатија. Блачани, Црешово и Раштак се села кои припаѓаат на Скопската Блатија и тие се лимитрофни села кои се на културна зона која што гравитира кон дијалектите кон Кумановската област, со обредниот циклус е кон исто кон Кумановската област, односно кон пределите Средорек, Жеглигово, Славиште. Во однос на носијата кон Невестинската носија припаѓа кон Скопска Блатија, додека Невестинската кошула е дел од старата Скопска Црна Гора, односно од кошулите кои се носеле некогаш во Скопска Црна Гора. Така да една мешавина од повеќе култури кои се создале во овие 3 села. Не кренавте нанозе сите овде во студиото, верувам и нашите гледачи, ама ги кренавте нанозе и сите во Јапонија, би рекла јапонците, како нели дел од вашата турнеја која што имавте во Јапонија, некаде почнувајќи од 4 февруари до 21 март, цели 45 дена ги прошетавте неголемите градови во Јапонија и ги кренавте нанозе сите оние кои што имаа можност да бидат дел од вашите концерти. Да. Ова беше ансамблот Македонија. Ансамблот Македонија е составен од студенти од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев и ученици од Средното музичко училиште од насоката за традиционална музика и игра. Тие имаа шанса 45 дена да бидат во Јапонија и да одржат преку 30 на концерти, да одржат семинари за возрастни, семинари за мали деца, значи беше еден огромен прием. Беше навистина нешто што навистина нас како педагози кои ги формираме овие млади личности, млади уметници, ни беше многу драго да можеме да ја посетиме и да ја прикажеме културата на Македонија. За шанса и за среќа имавме прилика културата на Македонија да прикажеме во онаа димензија како што некогаш била. Значи без никаква стилизација, него да одат
традиционални форми кои се одржувале во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Оно што е многу интересно, имате оригинални носи кои што ги собирате на терен, а целата инспирација практично при составувањето на кореографиите ја црпите директно од терен, нели, со луѓето кои што се уште ги чуваат живи спомените за некогашните времиња и македонската традиција. Да. Ние имаме прилика да покрај едукативната дејност да работиме истражувачката дејност и студентите и учениците имаат предмети кои се истражувачки предмети, каде што можеме да одиме на терен, да можеме да откупиме дел од тие примероци што можеме да ги најдеме на теренот. Еве во денешната сценска адаптација можевте да забележите дека се работеше за оригинални носи, за носи од скопска блатија, поточно од селата Булачани, Црешево и Рашта, кои се стари други 100 и кусур години, односно потекнуваат од крајот на 19-тиот век. Неку концепцијата на концертите што одеше во Јапонија беше поделена во два дела, а тоа беше градскиот блок, каде што можеше публиката да го види, да ја види градската култура на Македонија, но да ја види и селската култура. Меѓу другото беа прикажани и националностите. Значи покрај македонските песни носи, јапонската публика можеше да забележи и традиционална култура на власите, поточно на мегленските власи кои живеат во околината на Гевгелија, потоа на ромите од Битола, на албанците од Скопско, од селото Црни Врв, така да можеше да навистина се забележи многу повеќе културни различности. Јас ви посакам успешна работа, успешна истражувачка дејност во иднини и уште многу успешни концерти и во Македонија. Задоволство ни е да ве гледаме пред се ние, но и надвор од границите на нашата држава. Ви благодарам за гостувањето и за убавата атмосфера во студиото. Многу ви благодариме.